Здраво, јас сум Камилија Каракашев. Имам 11 години. Учам во основното училиште ВДС3 во Скопје и сум пето оделение. Денес ќе ви раскажувам повеќе за книгата Волшебницата од долниот кат. Ликови во оваа книга се Маја, родителите на Маја, бабулен, мачерот, ферверичката, соседите и други. Тема во оваа книга е обичните луѓе може да бидат магични и не треба да се плашиме од непознатото. Првиот ден од летниот распуст, родителите на Маја ја соопштија дека таа ќе оди кај бабата на својата мајка, односно бабуля. Маја воопшто не сакала таму да го помине летниот распуст, затоа што воопшто не ја сакала бабуля. Прв пат се виделе во нејзиниот живот, но многу лошо се однесувала бабуля со Маја. Таа едва отишла кај неја следниот ден, татко ја однел со воз таму, бабуля ја пречекала и ја однеле дома. Ручеле и по ручекот таткото си отишел и они отишле да ги полеваат цвеќињата во градината на бабуля. Таа Маја разгледувала наоколу што имала во градината и видела една просторија, многу интересирала што има таму внатре. Бабуля строго ја забранила да не оди таму. Таа едва ја поминала вечерта кај неа. Следното утре во кујната мачерот бил многу необичен. Почел нешто да изборува во шифри. Појадувале и по појадокот, со бабуля отишле пак во градината да ги полеваат цвеќињата. Маја сакала да влезе и одма кога бабуля не ја гледала, кога гледала во цвеќињата, таа тргнала да оди во таа просторија необична. Но позади неа некој и кажал нешто. Ако сакате да знаете кој кажал позади неа нешто и дали она ќе го истрпи цел распуст да седи кај бабуля, или ќе се согласуваат они две, прочитате ја книгата Волшебницата од долниот кат од авторот Марчин Щигелски.